Почитувани граѓани на Република Македонија, во овој момент ве поканувам сите вас, секој од вас, свртете се кон тој или таа што ви се најблиско во овој момент и честитајте си. Нека ни е честит и вековит овој историски успех на Македонија, оваа победа на граѓаните на Македонија. НАТО одлучи да ни биде врачена поканата да станеме 30-та членка на Алијансата. Ја добивме поканата да станеме сојузник на најсилните земји во светот. Овај ден, кога се обединуваме со сите наши политички разлики околу остварениот сон, околу надежта која денес стана реалност. Сон и надеж што ни се заеднички на сите. Затоа е денот голем, затоа радоста е голема. Радоста е голема и затоа што во неа се вградени напорите на сите чинители од создавањето на независна и самостојна Република Македонија па до денес. Граѓаните од сите градови и населени места низ државата, сите наши пратеници од сите политички партии во сите собраниски состави, сите председатели и членови на владите на независна Република Македонија, огромно мнозинство граѓанки и граѓани. Денес да се обединиме, да си честитаме и да си посакаме уште една желба. Да ја направиме Република Македонија, звездата на Балканот, да биде и нова голема надеж за регионот и за Европа. Но, уште повеќе, да ја оствариме новата надеж за граѓаните на Република Македонија. Да зачекориме побрзо и да станеме членка и на Европската Унија. Да продолжиме со силна политичка волја, со искрен диалог и со подготвеност за решение. Повторно да кажеме да за нашата иднина, да за македонската иднина. Да кажеме да за нашиот сојуз со НАТО, да за Европската Унија, да за безбедна иднина, сигурно општество во економски подем за благосостојба на сите наши граѓани. Да бидеме силни заради нас, заради нашата држава и заради иднината на нашите и наследните генерации. Почитувани граѓани, во сабота, на 14 јули, владата подготвува прослави во 15 градови, каде со домашна музика ќе си честитаме. Затоа што одиме напред и затоа што Македонија влегува во НАТО и чекори кон Европската Унија. Прославете, заслужено е. Благодарам.